Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, во кое ќе направиме две во едно. Прво ќе направиме една политичка анализичка во однос на тоа дали власта има компактност во гласањето за уставните измени, односно ќе ви споделиме информации за тројцата пратеници од коалицијата на СДСМ кои нема да гласаат за уставните измени, кои тоа веќе јавно му го кажале на премиерот Ковачевски. Потоа ќе анализираме последната анкета на Институтот за политички истражувања, која дава интересни тенденции во јавното мислење во Македонија и повеќе од 20% предност за владеачката, не е владеачка, за опозицијската ВМРО ДПМН. Добро утро, Ивици, за тебе. Добро утро. Прво, да почнеме со уставните измени. Ајде. Власт, Ивици, има една реторика која ја наметнува подолго време, а таа реторика е дека во најмалку 8 пратеници од опозицијата ќе гласаат за уставните измени. Потоа ја надградија дека цела опозиција ќе гласа за уставните измени во делот со Бугарија, а опозицијата константно тоа го негира. И сега не само што го негира, последните информации се враќаат како бумеранг во дворот на СДСМ и премиерот Ковачевски, односно тројца пратеници од СДСМ нема да гласаат за уставните измени. И тоа јасно му го кажале на премиерот Ковачевски. Јас познавам еден од тие тројца. Да, целиот настан прераскажи го што се зборува. Значи, не е ова веќе зборување. Ова има излезено веќе од кулуарите на озборувањето на полуинформациите и така натаму. Ова веќе се јасно дадени точки и јасно дадени позиции на овие пратеници, кои нема да ги именуваме за да не им направиме зло во овој период, затоа што ја поддржуваме нивната кауза да не гласаат за уставните измени. Еден од нив не мора да го именуваме, јасно е, не гласаш и првиот пат. Да, пратеникот Диме Велковски. Да, пратеникот Диме Велковски е веќе профилиран како таков. И јасно кажа дека нема да гласа човекот. Значи нема намера да гласа. Тој доаѓа од Тиквешкиот регион, еден од најпогодените региони од бугарскиот фашистички окупатор, од антифашистичка фамилија, од фамилија со партизанско минато, станува збор за човек со вистинска, нели, социјалдемократска провиненција за разлика, нели, од овие придојдениве кои баш така со социјалдемократија како термин веројатно се сретнале единствено преку името на нивната партија. Па се распрашале, дај да видиме што е работало, и веројатно да ги прашаш до ден денес не знаат што е социјалдемократија. Диме не е како нив. Вистината е дека СДСМ нема кохезија во однос на ова прашање. Има тројца пратеници, но овие тројца пратеници во изминатиот период им се врши невиден притисок. Тоа се информациите кои јас ги имам. Се повикуваат постојано во партиските штабови, им се заканува со кривичен прогон, им се заканува дека ќе им ги уништат семејствата и така натаму. И навистина е страшно да бидете во чизмите на овие луѓе. Тоа е она информација која јас ја имам од навистина поверливи извори кои се навистина точни, веројатно. Сега, таа информација која што излезе потоа и на пресконференција каже и опозицијата е дека имало наводно некој состанок. Да. И дека на тој состанок барале да се подпишат на список пратениците или на... Да. Каде што дури пишува... нотарски изјави им барале, затоа што ВМРО излезе со нотарски изјави дека нема да гласа. И сега поентата на Ковачевски и тој да собира нотарски изјави дека ќе гласаат и суштината, Ивица, е
прво да ги соберат тие 60, 80 и колку, па потоа да го стават на дневен ред. И тука сватиле дека уште на самиот почеток кај себе дома Нема она што почнале го да знам собираат. и јас, например, е дека кај пратениците постои нешто се вика слободна волја. Така. Да, суштината на демократија. И тоа е И најинтересно. која е тежината на таква ораторска изјава? Особено што уставно нашата земја е нели структурирана така, пратениците да имаат репрезентативен мандат. Да. Репрезентативен мандат, почитувани слушатели, сега ќе ви преведам од стручна терминологија, уставно-правна, или, не знам, уставно-право или политички систем, нешто измеѓу. И двете, да. добро. Репрезентативен мандат значи дека пратениците во собранието на Република Македонија ве представуваат вас, а не ги представуваат нивните партии. Иако доаѓаат од политички партии, но тие таму ве представуваат вас. Вие кои сте ги гласали, односно првенствено ја представуваат вашата изборна единица. Не, види, во моментот кога ќе бидат избрани пратениците, ги представуваат сите граѓани на Македонија. Сите граѓани на Македонија. Точно, но првенствено фокусирано, нели? Затоа што сте ги гласале на еден неформален начин, тие ве представуваат, нели, баш тие што сте ги гласале, што сте ги заокружувале. Сега, и токму затоа има и цели проекти, не знам, мислам дека швајцарскиот фонд го поддржува тоа, секој пратеник да има канцеларија во местото од каде што доаѓа. И тоа треба собранието да си го направи. А не швајцарски фондови. Некое партнерство е меѓу собранието, финансирано, тие ја плаќаат киријата за овие. Во секој случај погрешно, не е тоа голема сума, суверенитет има парламентот, треба да си го плати. И онака парламентот гласа буџет. И сега, тоа не се суштината големи е пари. дека еден ден во неделата пратениците треба да седат во тие канцеларии и да примаат граѓани. Сега тоа дали функционира или не е друга работа. Така што овие пратеници од независно од која партија доаѓаат, не ги представуваат нивните партии, не го представуваат Таче, ниту пак овие од ВМРО-ДПМНЕ не го представуваат Мицковски, формално правно на хартија пратениците го представуваат народот, односно ги представуваат граѓаните. Ако имаме држави каде што има императивен мандат, тогаш е малку различно. Тогаш представувајќи ги граѓаните, ги представуваат и своите партии, затоа што нивните партии можат да ги сменат, нели, од... Да, ама тоа е веќе напуштен модел. Каде имаше? Мислам дека Италија имаше. Србија имаше едно време, го напушти. Го се напушта генерално. Да, и Италија кај може во Италија мислам не зврка. Некоја беше од поголеми земји имаше императивен мандат. Нема тоа, веќе затоа што слободно верување на пратеникот не пратеникот е човек кој што добил мандат. Штом го добие пратеникот мандатот, јасно е дека има слободна волја да го потреба како што сака. Сега, овие пратеници од СДСМ одбиваат да го потпишат тој документ на Димитар Ковачевски Таче. И одбиваат да се изјаснат дека ќе гласаат за уставни измени, а во исто време и се противат на уставните измени. Се очекува кај да е оваа работа од политичките кулуари, односно од вратре во СДСМ да протече и во јавност, и може да очекуваме во наредниот период една цела иницијатива во однос на ова прашање. Па, види, мене ми е ова логично, ќе ти кажам зашто ми е логично. Целиот ова изминат период, затоа што, види, секој од нас си ги пласира ставовите во јавноста. Јас многу јасно ги презентирам ставовите во јавноста, многу јасно кажувам зашто се залагам. Што ми е целта, меѓу другото, на мојот јавен настап. Има јасна цел. Приоѓаат луѓе кои што се од Социјалдемократскиот сојуз, дури види во последно време се одважуваат и луѓе од структурите. Сега не зборам од самиот врв, меѓутоа луѓе што се во структурите на Социјалдемократскиот сојуз имаат тие еден внатрешен проблем, се согласат со ова. Пази, огромен дел од нив имаа проблеми со Преспанскиот договор. Тука беа прелажени затоа што тие мислеа дека Заев има некои договори со, не знам, со американците, со европјаните, со британците, не знам, со германците, италијанците, дека ќе бидат превеслани грците, дека, не знам,
во Македонија нагло ќе се слеат некои неведени инвестиции, дека во ред е тоа. Не, дозволи. Не е во ред како во ред. Возрастни луѓе значи живеа во една илузија, која што се распадна. Сега е многу посурово. Сега го има тоа искуство. Значи со јасно изразен интерес на Соединетите американски држави на Европската унија, ништо од тоа што тие го очекува као компензација Не го добие. Затоа што беа свесни дека е неправедно, дека е вон секоја здрава памет. Да, но рекоа, ај ќе се Не жртвуваме во име на иднината. Не рекоа така. Не го рекоа, ајде можеби нешто не знаеме. Што преговарал Заев е многу. Немаше такви работи. А мислам дека дури Заев и ги лажеше што преговарал. Па ништо чудно и тоа. Па не, он цела држава ја лажеше, он излезе и кажа дека Google и Facebook ќе дојдат. Меѓутоа имаше еден ваков надеж кај луѓето, за ништо не се случи. Сега ова удара во самата срцевина на причината за постоење на таа партија. Значи без разлика на нивното демократско преусогласување во 91 година, кога имаат направено ревизија на членството, нели? Сите што биле во СКМ, Сојуз на комунисти на Македонија престанува да постои, нова партија, нели? Пререгистрација, членство едно друго, меѓутоа во основа. Идеолошката врвица на таа партија, пред некој ден ја видовме колку години славев, 80 години од основањето на Комунистичка партија на Македонија во Тетово, нели, кој што се направи. И тука има еден мал скандал, не знам дали знаеш, заборавиле. Има една многу мала организација, се вика Комунистичка партија на Македонија. Тие во Тетово направиле настан. Кога се разбрало дека овие направиле настан, држ не дај, се правел со сила втор настан или околу таа работа. Тоа беше прикажано нели во медиумите, меѓутоа, пази се, партија која што е израсната низ народно-ослободителната борба во Втората светска војна. Ако сакате на страна ете тоа. Не бе како на страна, тоа е суштина. Секој локален штаб на СДСМ е наследен од Комунистичката партија на Сојузот на комунисти се викаше. Од Сојузот на комунисти, добро. Комунистичка партија на Македонија која се трансформира во Сојузот на комунисти. Да, истото било. Секој штаб во поголемите градови во Македонија е наследен од нив. И тоа од Сојузот на комунисти и како се викаше тоа работничка, не знам што беше, работнички сојуз, Социјалистичкиот сојуз. Имаат наследено. Не, Социјалистички сојуз. Имаат наследено СДСМ и Социјалистичка партија на Македонија, нели? Точно, да. И на пример, ја ќе кажам моје родно Кавадарци, дури во седумкатницата што е во центарот на градот, на не знам сега како беше, едни се на 4-ти, други се на 5-ти кат. Затоа што во истата зграда биле нели двете организации. Да, меѓутоа види во основа луѓето кои што произлегуваат од Сојузот на комунисти на Македонија, таму имало многу и опортунисти кои што биле членови на таа партија за да напредуваат во еднопартискиот систем на тогашна Македонија и Југославија. Имало многу такви. Тие таквите го доведоа СДСМ до ова дереже, меѓутоа има луѓе кои што верувале кои што таму биле од причина, што верувале во фактот дека народно-ослободителната борба сепак главно ја предводил Сојузот на комунистите, Комунистичката партија на Македонија, што е факт од кој што нема бегање. И не само тоа. Лјупчо, туку ако видиш еве на пример Вера Ацева и Мирче Асев, низиниот братучет, како народни херои, они се потомци на војвода. Од ВМРО-вскиот период, од ВМРО-вската епопеја. Така. Значи тој бајрак на македонската слобода од старите ВМРО-вци од илинденците го превземаат старите комунисти. Како се викаат партизанските батальони. Така што види оваа работа со францускиот предлог и претходно Преспанскиот договор мава во самото срце на СДСМ. Исто така ве се да збориме. Луѓето што во Егејскиот дел на Македонија се борија со Славјано-македонскиот народно-ослободителен фронт, со демократската армија на Грција, тие каде членуваа после Втората светска војна, од која беа протерани од Грција? Во Сојузот на комунисти на Македонија. Значи, се враќаме на тоа.
згази на себе, знаеш. Која е причината да постоиш? Ако ти викаш дека не знам се залагаш, пред некој ден дискутиравме за тоа. Ако ти викаш дека се залагаш за слободен пазар и укинуваш слободен пазар, твоите приврзаници што ќе направат? Ќе се заминат, така? Абсолютно. И сега имаат они тој внатрешен проблем. Сериозен внатрешен проблем. Затоа што види, на крајот останува некоја срцевина. Значи има некоја идеја која што е. Зборувавме. Од друга страна имаш раководство предводено од овој, како се викаше, Димитар Ковачевски, така. Тебе ти делува дека он се бори за било што во животов? Кој му е, не му... Мене, Да. значи вака се, прво. Ајде. Освен што е син на Таче Постариот. Димитар Ковачевски Таче со социјалдемократија нема никаква врска. Значи човекот бил прво целиот свој живот во една рамка која тотално отстапува од тоа да се биде социјалдемократ, тоа е прво. Не бил активен ниту во партијата, ниту идеолошки, и сега доаѓа да биде лидер на СДСМ. Што е тотално сулудо. Човекот нема благе везе со СДСМ. Сосем спротивно, за време на владењето на Никола Груевски, тој беше близок соработник на Јордан Орце Камчев и Сашо Мијалков. Не знам сега за ова. Не да не знам, тоа е фактографија, ова е фактографија, што ти го кажам, и ова запраша, не го негира ниту премиерот. Значи него го гледаме на слики, на секој можен ВМРО-вски настан. Ма не, тоа гледам како опортунизам е тоа, така. Добро, не, мене од СДСМ со дрва и со камења фрлаат со мене, по мене, дека јас сум бил ВМРО-ец, ваков или онаков, и јас на ВМРО ДПМН имам отидено на нивни, зборувам, партиски настани 2 пати, 3 пати се извинувам, и во сите 3 пригоди сум отишол исклучиво како новинар и откако сум ја завршил работава да земам изјава, сум се спакувал и сум си отишол. Затоа што не се гледам себе си како дел од таа партија. За разлика од мене, Димитар Ковачевски Таче за денот на ВМРО по цел ден таму, цел колку им трае тој настанот, 4-5 сата, не станувал од конопојот на Сашо Мијалков. Како да ти објаснам? И сега, ама не. Опортунизам. Тоа е опортунизам. Да. Ама сега у муабетов која ќе биде кој е искрен социјалдемократ, кој е вистински борец за човекови права, која ќе го ставиш Димитар Ковачевски Таче како апологет на ВМРО ДПМН, бивши апологет. Абе види, на ВМРО ДПМН. Не го пред него кажу, тоа е, знаеш, од оние апологет. Не бе апологет. Види, значи не им давај толку. Не бил ни апологет, сакаш да ми кажеш. Па не е бил. Сакал да биде апологет. Он беше еден од оние што знаеш како муви околу мед, да не кажам нешто подруго. Се мота околу тие ликови што важеа дека се многу нешто значени таму. Ги спомна. Надевајќи се дека од трошките на нивната трпеза нешто ќе дојде и кај нив во скут. Добро. Па тоа е тоа. Ама какви апологети, как да бидеме, да бидеме искрени. Затоа били и во СДСМ. И тоа е проблем. Немој да мислиш дека тие луѓе во таа партија не гледаат тоа. Мислам, таму има луѓе кои што знаеш онака членуваат затоа што гледаат држава некаде долго. Вака се извини, ќе те насмеам, може ја и ти веројатно сме едни од ретките будали што отишли да само поради идеологија. Па да. Веројатно затоа сме на иста фреквенција. Ама не види се, како ти кажам, дека идејата по мене во 90-тите беше за тоа, судирот не беше околу тоа дали треба или не треба македонски патриотизам, дали треба оваа иконографија што следиме како држава, дека ние сме, знаеш, ја следиме на врвица, на градење или преродбениците, учебникарите, па комитити војводите, па партизаните, па ние денеска модерниве, не го спореа тоа ни ВМРО, ДПМН, ни СДСМ. Судирот беше што е суштината на тој македонски патриотизам. И каде да тераме работата понатаму. Ама никој не е спорел дека тоа е тоа. И никој, пази, па и никој не ја спореше ни европската идеја, па.
Значи, ако имаше консензус, консензусот беше добро, окей. Ајде да видиме сега како ќе тераме понатаму. И сега ова беше малце, да го наречеме, како да го наречеме, ова идеше во една помодернизаторска црта, да речеме. Кај СДСМ беше и да речеме една поголема отвореност од 90-тите, има кон немакедонските групи во Македонија. Ако можем така да кажем. Еден поинклузивен патриотизам тогаш тера. А во меѓувреме ВМРО им го зема тоа. Да. Да биде трагично. Мислам, ова трагедија. Да, не, забегаме сосем различни правци. Ако ВМРО во 90 имаше луѓе кои знаеа да кокетираат со Бугарија. Имаше факте, да. Значи, као Љупче Георгиевски, као доста Димовски, ќе кажем, иако голем, огромен интелектуалец и така натаму, но така, една контроверзна фигура на еден или на друг начин. Како плејада на други луѓе, имаше луѓе кои знаеа да кокетираат со Бугарија. Иако основата на таа партија беше искрен. Да. Абе, кога ќе ги видиш ти, нема врска што вие се налепиле на тоа бугарофиливи, условно кажано, кога ќе ги ја видиш ти иконографијата на првите конгреси на ВМРО со сонцето од Кутле, со Гоце Делчев, со и така, па кога ќе го чуеш и Љупче Георгиевски дека Александар Македонски има и такви, ја му го постирав на Фейсбук. Јавна покана да Љупче Георгиевски, гледам дека сака да иде на Алфа, не го примаат, поради тоа што навистина ја навредува таа медиумска. И тоа не е убаво. Не му е убаво тоа. Што ја навредува? Да. Апсолутно. Тоа е но еве има јавна покана од мене, јас сакам да си правиме муабет за неговите ставови за Александар Македонски, за тие работи, како он, пошто ја ќе му се смеам. Како еволуирал. Како еволуирал, да ни објасни малце со колку пари се станува, нели, средно богат бизнесмен и така натаму, но не, сакам да си направиме најпријателски муабет, но во време на Љупче Георгиевски имаше бугарофили во ВМРО ДПМН, тоа е факт. Сега тие бугарофили сите топтан отидоа у СДСМ. И тоа е точно. А она што е пропад... Не, што отиде и во Софија. Но најголем дел отидоа у СДСМ, со СДСМ дали во коалиција, дали внатре. Ние имаме председател, не знам, на комитет на СДСМ во Кочани, пример. Го знам дечко да не го именувам. Е јавно деклариран бугарофил. И изјаснет бугарин. Да. Кочани имаат, не знам, Рашков како се прозиваше, човекот е бугарин. Де факто. Чекај, ова им се случило на СДСМ. Да, бе, човек, што ти е? Чекај, не можем да верувам ова. СДСМ имаат председател на локален клуб. Чекај малце. Локален клуб, што е тоа? Тоа дали беше млади, нешто такво беше. Значи, или не знам дали, сега да не карикирам, но или е на млади председател, или е на цела општинска организација. Човекот, Рашков, не знам како му беше името, сега да не го именувам. Од овие структури ве доаѓа, што порано беа отворено... Да. Отворено, деклариран, актуелен по бугарските културни клубови, актуелен во јавноста, по вона дело, што ни пушта нас пријави и така натаму. Затоа не ме изненадува, ке се префрлим после ова што се случува со анкетиве. Ова масовно прелевање што е од СДСМ према Максим Димитриевски. Да. Ова мене ако ова се случува. Па да бе, човек. Баш ка види. И за пример, еден пример дадов, вака има сигурно уште многу. И се ова што се случи, им се случи Црвенковски да го замрзне членството во СДСМ. И пак беше на оваа тема. И ти викам, бугарофилите се прелеа во СДСМ. Пак беше на оваа тема. А во ВМРО ДПМН се прелеа они од старите комунистички, вистински, патриотски комунистички фамилии. Ама не само тоа е разлика. Не само тоа, туку и ВМРО ДПМН сега во моментов има инклузивен патриотизам. Да. Факт е тоа. Значи, не само што има, него има и пример од сите групи луѓе кои се во највисокото раководство. Мислиш ли дека овие тројца пратеници можат да тројка, имаше амстердамска тројка, ова види, редно време оваа патриотска тројка може да обстои на своите позиции или мислиш дека ќе ги скрши? За еден знаеме, веруваме до сега се држи човекот. Да. Види, како беше она на ја ги знам и другите двајца. Како беше оној слоган, нели, од комунизмот за одбрана на Тито, ништо нас не сме изненадити, ништо не сме да не изненади. Но пак да се вратам на оваа тема. Значи
Ова удара во самото срце, во самата душа на Социјалдемократскиот сојуз оваа тема. Зошто замрзна членство Бранко Црвенковски? Поради Бугарија. Конкретно што го испровоцира? Изјавата на Заев за БГНС. За БГНС, Каде што кажеше дека сме сашти народ, една историја, дека имам од две држави излеги и така натаму. Ако да речеме кај обичен човек кој што работи работи во финансискиот сектор, го поддржува СДСМ, оваа изјава предизвикува еден емотивен набој. Кај Бранко Црвенковски ова било предвидување на чекорите кои што доаѓаат до ова што ги имаме денес како проблем. Што е факт. Значи, враќање кон, условно кажано, кон извориштето, кон душата, кон срцето на таа партија, на таа структура, е враќање на оние асламски врвици. Тоа е моментот. Да. И сега, дали ќе обстојат? Ако обстојат, ќе земат партијата. Сега има ако има што за земање, од кога ќе заврши се тоа? Ако има што за земање, да, ние ги охрабруваме. Мислам дека ќе обстојат. Сега не знам да видиме што се направени, нели? Тоа не може да го знаеме ние денес. Ние видовме многу храбри политичари. Овие се надеваат на притисокот кој што доаѓа од ДУИ, што е смешно. Може да очекуваме и на ширење на оваа група? Види, не сум толку сигурен, затоа што не гледам јадро, човечко јадро, кај еден дел од пратениците на СДСМ. Значи, не гледам личности. Значи, да гледам кај некого личност, ќе ти речем да. Значи, не може да... Сега, не гледам кај сите. Меѓутоа, понекогаш види, може би ради тоа како се викаше Мартин Костовски, ради тоа за виза у Канада работна аплицирал, очекува да гласа и да бега. Ме разбираш? Да не гласа и да бега. Овојот Куманова пратеникот Костовски. Аплицирал за виза во Канада? Работна виза у Канада. Актуелен пратеник? Да. За работна виза во Канада, не за путуеш. И сега веројатно може за иселеничка, мислиш? За иселеничка. Може би планира да не гласа за уставните измени и за да го избегне притисокот да избега во Канада, да биде. Го следиме него, мислам, не гледаме дека кај него е дека има некај. Не се шегуваме нормално. Го следиме него, мислам. Очекуваме да видиме што ќе биде, Меѓутоа, види, ова е убав разговор на страните, пак да се вратиме и сега мислам дека ова не отвара кон втората тема, али ќе пуштиме ли реклами? Да, одиме со блок реклами на втората тема која е уште поинтересна, почитувани слушатели, и на многу интересен начин поврзана со првата тема. Да, постои група во СДСМ која нема да гласа за уставните измени. Во деновите пред нас можеби ќе дознаеме повеќе детали за нив. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со вториот дел од нашата емисија. Не заборавајте да стиснете subscribe на нашиот YouTube канал, почитувани слушатели. Ивица, во вториот дел дадовме збор пред нашите слушатели дека ќе анализираме последната анкета на ИПИС. Да. Која изнесува фрапантни податоци, кои дури, иако знам дека Влајко е еден од најпрецизните анкетари во нашата земја, да, многу ретко промашува и многу малку промашува, но дури и јас не можам да верувам на овие бројки. Па види, овие бројки се... Значи, дури за мене, кој сум оптимист дека оваа влада цели кон бездната, добро. Дури и за мене овие бројки се реално, искрено изненадувачки. За мене не се. Ќе кажем и зошто. Затоа што ти спомнав, во претходниот период имаш некои разговори со луѓе од Социјалдемократскиот сојуз. Ова се веќе од или од високото раководство или високо влијателно. Аме кажи со Миле Зечович, готово. Не. Шо има сега да се... Не. И сега, тамо стратегијата е следна. Тамо стратегијата иде с темели на тоа дека ВМРО игра против историјата на претседателските избори. Имено до сега не се случило во историјата на Македонија да победи кандидат кој што доаѓал од опозицијата за претседател.
на сите председателски избори победувале од власта. Добро. Кандидатите на власт. Точно, добро. Но тоа не мора ништо да значи. Историјата е... Ние немаме 300 години историја. Да, па не, ама и да имат, да биле 300 немало да се случи ова што се случува. Него се неколку, да. Меѓутоа, тие уште лежат на уво дека е можно реприза на 2019 година, односно се направи еден блок на СДСМ и на ДУИ. Да, тоа е стратегијата од локалните избори која ги уништи во Скопје, да. Имено. Тоа е тоа. Имено. И дека тоа ќе доведе до победа. Одамна, затоа што ги следиме овие анкети ведно друго, меѓутоа го следиме и другото придвижување на тоа. Велиме дека нема тука математика. Одиме со анкетата. Да, не, само да му кажам. Велиме дека нема математика, тие веле не има математика. И еве сега на анкетата се покажува дека нема математика. Колку е предноста на ВМРО ДПМН? Значи правен, ова е хипотетички. Значи правено е сценарио. Ова не е за кога ќе гласате следните избори, него се вели како ќе гласате ако, нели? Да. Се направат некои коалиции. И се вели ако ВМРО ДПМН иде сама на изборите, а имаме заедничка листа СДСМ и ДУИ. ВМРО ДПМН има 21,7, заедничката листа има 16,7. На СДСМ и на ДУИ. Значи ВМРО колку пази, проценти? непромовирана листа, пази. Колку проценти? 5% разлика. Тоа се здрави. Над 100.000 глас. Па тука не е. Може да значи, може да се 50, може да се 100.000. Тука зависи од излезноста, знаеш. Ма не, ама ова е од вкупната бројка, овие 25%. Да, ама не е од излезноста. Пак, од вкупната не бројка. Не е од вкупната, затоа што има на крај, не знам, не се изјасниле. Све, пак, значи сепак ова се 5% се над 100.000 граѓани од вкупната бројка. Ова се минимум добри, вака, од минимум 10 пратеници. 10 не, ама 7-8 па нагоре. Зависи како ќе се распределат. Понатаму? Сега. Алијанса на албанците е 2,7. Па ги кажам, пази, избори не се почнати. Алијанса на албанците си направи едно свое салто мортале. Не, самоубиство. Ова салто мортале е изразено преку овие 2,7%. Заедничка листа на без алтернативи и огнената група 4,7. Се види. Ова значи дека можно е. И кога ќе ги додадеш тие 4,7 на 20 и колку таму не, без да додаваме. Ова значи дека ако излегува ДУИ сам на изборите, може да биде втора партија, втора сила помеѓу албанците во Македонија. Што правиме? Левица? Левица е 4,5. Исто добра бројка. Па не, јасно, ова е нешто трендот е тој што. Под, но разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН во полза на ВМРО ДПМН е поголема, да речеме, од вкупните гласови на левица. Да, но сепак ова е пратеничка група. Да, негде 6-7 пратеници се. И вели граѓанското движење на Максим Димитриевски 5,1. Што е дури пред левица. Да, што го зборувавме. Мене ова ми е чудно. Мене ми е ова чудно, сега ќе ви кажам зошто. Зошто? Мене ми е ова чудно затоа што јас не можам да поверувам дека една политичка опција непромовирана, која е непромовирана, која не постои се уште, значи граѓанското движење на Максим Димитриевски е не постои во неколку локални единици на локална самоуправа, постои во Куманово, Прилеп. Да, но постои како невладини организации, не знаеме дали се на Максим Димитриевски, дали Бранко Црвенковски стои позади нив и така натаму, малку е недефинирана, не е јавна толку таа работа. Па замислуваше Бранко да застане зад нив. Значи, ова не е јавна работа. Нема, замисли да застане Црвенковски. Замисли Црвенковски почнувам да се сомневам во автентиката на се ова, затоа што ако не можеме 5% на кулуарски муабет прича да се добие, знаеш. Ама не би зборува пред малце бараат опција. И сега пази, и ова па говори за уште една друга тенденција. А тоа е дека овие луѓе непостоечки се уште се во некаков имагинариум, отишле со рейтинг над левица. Која е политички субјект кој делува во Македонија колку од 2015-16 од кога се освоени. Добре, ама ова ти кажува дека она што го зборуваме постојано дека они имаат различно гласачко тело. И не само тоа.
ова покажува дека левица не може да расте затоа што не може да влезе не сака да влезе во мејнстримот. И се додека влегува со оние исклучиво радикални позиции, ќе биде заглавена на овој рейтинг. Чекай малце. Дипчо. Ке имаат ли пратеничка група? Чекај, ќе видиме. Не, по анкета. Може и да се смени сега 4%, 3% ти е плюс минус. Добре. На секоја анкета може да бидете процент и пол по математика. Може целосно да ги Ке имаат ли пратеничка? Ти кажа, ке имаат пратеничка група? со овие гласови доколку ги освојат давно. Сега прашањето е пратеничка група за логичен раст, шо? Но овој подем на Добро, за мене логичен растот нивни. Нема ништо фрапантно. Овој подем на Максим Димитриевски може целосно да ги здроби нив. Тоа е моje гледиште. Затоа што тоа движење непостоечко кое се појавило на анкети се уште не разбирам зошто. Уште не сваќам. Знаеш што е суштината? Независно дали станува збор за движењето на Максим кое не е се уште дефинирано. Независно дали станува збор за левица или за некој трет политички субјект. Суштината е дека и тоа треба јасно да им се каже на граѓаните. Јас тоа го кажувам од позиција на не ВМРО-ец, контра ВМРО-ец, ако сакате. Единствениот начин да падне владата на СДСМ и ДУИ и да биде казнета е да победи ВМРО-ДПМН. Во искреноста на никој од другиве политички субјекти, за жал, не може да веруваме, од една единствена причина што имаме историски киксови. Пример, Максим Димитриевски, да, окей, човекот покажува прилично патриотски ставови, оди во Бугарија, јавно им кажува на телевизија како стојат работите. Но Максим Димитриевски ја поддржа Северна Македонија. Го поддржа Преспанскиот договор. Не гласаше, беше веќе градоначалник. Беше веќе градоначалник, но не го видовме Максим Димитриевски вака. Да, јавно да каже, јасно. Вака Стасито да застане тогаш, а ја имаше истата шанса. Можеше да го направи истото. Така што мене ми е малку тука климава работа. Од друга страна, левица да, покажуваат цврсти патриотски тенденции, се е тоа така, но во однос на уставобранителиве сега што ги бранат, видовме дека истата таа левица јавно што зборувала кога се случуваа настаните. Дека тие треба да одат у затвор, дека се терористи, ова се тврдење на Димитар Апациев. Во лице ги кажуваше на Телмана Богдан Илиевски дека овие луѓе се терористи, зборуваше. И сега нешто ја смени реторика, очигледно ловејки десничарски гласови, но овие политички субјекти, вакви какви што се, со овие ставови кои ги имаат, не можат да го победат СДСМ. Значи не може, ги гледаме, да ги собереш и левици и Максо заедно, СДСМ не може да го победат. Математички се под СДСМ. Да, што ти е тезата се не се. СДСМ може да биде победено единствено од ВМРО-ДПМН. Па ќе биде. И секој глас даден надвор од ВМРО-ДПМН е глас даден за спас на СДСМ. Затоа што другите немаат можност да го победат СДСМ. Еви по оваа математика која ја гледаме овде. Добро, ја мислам дека немаат можност, они може имаат некаков став, некаков тренд наметнуваат или едно или друго, но тие не можат да го победат СДСМ. СДСМ може да биде и ДУИ, двете заедно у пакет, може да бидат победени само од ВМРО-ДПМН. А ние во Македонија, особено пак имаме како земја историјат на гласови фрлени во ветер. И политички субјекти се креираат токму со таа намена. За дел од гласовите во Донтовиот модел да завршат во ветер. И такви имаме од СДП на Стево Пендаровски, Социјалдемократската партија. Ама не, тоа е друго. Па, не. Алијанси, громови, вакви, такви, све тоа за гласови у ветер да завршат. Никој нема реална шанса. Добро, ја поинаку гледам на оваа работа, јас мислам дека излезете, гласете против власта. Тоа е тоа. Со таа позиција, доколку гласовите не се добро насочени, значи, доколку добро... Не, ама има на СДСМ му се дава
Што правиме со А што правиме бе ако освои Максим Димитриевски, што сега ние не го знаеме ни не дефиниране? Што правиме ако освоиш 10 пратеници и ако му текне да преговара со СДСМ после за власт и да рече ајде да се споиме ја да бидам лидер на СДСМ и овие што ги дал Господ за да останат на власт, ајде да не кажам што све ќе дадат, ти ќе му го прифатат. Тој што правиме после? И после пак истово со Бугарија, пак ќе редефинираме позиции, кои што 100 пати редефинираат до сега. Од тврдокорни патриоти, ајде сега да попуштиме, од ово, од оно. Не може да верувам на политички субјект кој го смени името на оваа земја. Добро, во ред. Значи, не може да верувам дека треба да се даде глас на некој што утре пак би седнал, би преговарал, би договарал, би правил најразлични комбинации, значи, со кои идентитетски Македонија повторно би попуштила. Јас мислам дека треба да луѓето да излезат на избори, тоа е најбитно. И ако излезат на избори да гласат против власта. Значи, но гласат за овие два субјекти, нивните гласови ќе бидат фрлени во ветер. Има луѓе кои што сакаат да казнат Социјалдемократскиот сојуз, кои што од различни причини можеби не сакаат да гласат за ВМРО ДПМН, нека излезат, нека гласат, имаат опции. Зошто да не седат дома? Тенденцијата на тоа ова недефинирано движење на Максим да ги вшмукува СДСМовските гласови е очигледна. Ќе се дефинираат, ќе излезат, ќе ги видиме. И може да се продлаботи. Ќе излезат, ќе се дефинираат. А знаеш дека постои веројатност и воопшто да не излезат? Бе, сега нивни избори. Нивни избори. Ама каде, изборите се наредна година. До сега требаше да бидат веќе структурирани, појавени, со цела една. Ако имаат искрени намери, веќе треба да се легитимираат пред македонската јавност и треба да ги видиме, бе, човек, да видам кои се овие. Значи, ја не знаме, Зоки Јовановски ли е, Ана Данева ли е, Гордан Георгиев ли е? Кој е? Сакам да ги видам. Ќе ги видиме. Да седнат овде, да ни одговорат на прашањето, ќе ги стават ли бугарите устав и така натаму. Твоја возбуда. Мене ова убава вест. Не е моја возбуда, не е моја. За мене ова е прекрасна вест. За мене ова е една друга работа. За мене ова. Значи дали ова отстапува од горе-долу од рейтингот што ги има во ВМРО ДПМН? Значи види, проблемот е следен. Кој? Проблемот е што и во 2020 година ние видовме крајно опозицијско расположение на изборите. Ама различна атмосфера. Значи, само секунда. Не. Кој на крај преку математика, ај од БЕСА, ај од Алијанса, ај сите ќе ги споиме, ај ова, ај она, на крај стигна до останување на СДСМ на власт. Не, мислам дека нема споредба. Јас не сакам повторно да го гледам тоа сценарио и не сакам повторно да ги гледам истиве овие луѓе на функции кои ја уништуваат државата во последните 5 години. Туку мојот став е дека со дање на глас на овие политички субјекти постои сомнеж дека утре повторно ќе има одредени калкулации и дека повторно СДСМ ќе остане на власт. И ние као телиња ќе гледаме вака у земја и у наредни 5 години или 4 години ќе збориме вака или онака. Јас не го поддржувам ВМРО ДПМН, но сметам дека во овој момент треба да им се даде шанса. Доколку ги изневерат и тие граѓаните, како што ги изневерува СДСМ, и ВМРО ДПМН треба да го плати цехот на историјата. ВМРО ДПМН се покажа како политички субјект кој имаше огромни грешки во минатото. Нема, чекај се. Огромни корупции во минатото. Ти повеќе би сакал луѓе да седат дома отколку да гласат за. Не, јас повеќе би сакал огромна победа. Добро, повеќе би сакал луѓе дома да седат? Јас повеќе би сакал огромна победа. Јас би сакал огромна победа на опозицијата, која ќе значи 61 пратеник, што ќе значи дека Али Ахмети, овој, Таравари, Ваков или Онаков и никој нема да ги уценува македонците. Ја тоа го сакам. Затоа што тоа е единствениот начин фондот на Министерството за култура да не е 90% насочен кон гостивари Тетово. Тоа е единствениот начин вработувањата во администрација да се регулираат конечно на еден етнички правечен начин. Што чекај се. Прво затоа што секој колку е подалеку ВМРО ДПМН од 61 пратеник, толку е полоша состојбата на македонскиот етникум во Македонија.
Ама чекай се македонскиот етникум го сведуваш на ВМРО само? Па другиве некако не ми оставија впечаток дека се борат за македонскиот етник. Не можеш така да зборуваш. А кој, чекај, како? Како да зборувам? Не можеш така да зборуваш. А како да зборувам? Така не можеш така да зборуваш. Се извини. Како да зборувам? Плурализам има во држава. Абе да, плурализам е. Но де факто ситуацијата дали говори дека единствено кога ВМРО ДПМН е на власт, ти како македонец си еднаков граѓанин на Македонија. Со другите. Сега зборевме дека во 90-тите било и поинаку. И кога ВМРО не сега заборајќи ти 10-тите, јас ти зборам за последните од конфликтот па наваму. Единствено со ВМРО ДПМН е на власт и тоа со стабилна власт на ВМРО ДПМН во која никој не може да ги оценува, македонскиот етникум во Македонија е еднаков. Во секоја друга ситуација не е. Чекај, јас мислам дека зборувавме дека треба сите да се еднакви. Абе сега ние што треба, тоа треба, да, треба. Не, дозволи се. Нели? Дали сум за граѓански концепт? Сум. Дали го гледам? Не го гледам. Дали треба... Пошто сите што ми зборуваат за граѓански концепт ми наметнуваат апартхејд. Дали треба и тие албанци што не се дојде добијат шанс? Треба бе, никој не. За тоа се бориме, така? Ама ја викам само со ВМРО може да бидеме сите еднакви. Збориме за сите да добијат шанс. Ја ти викам само со ВМРО на власт може да бидеме сите еднакви. За мене ова анкета е позитивна. Позитивна затоа што покажува дека луѓето кои што дека има едно раздвижување, дека гласачите на СДСМ имаат опција покрај СДСМ. За мене е негативна. И има едно созревање. За мене е негативна, иако нели опозицијата има огромна предност пред власта, за мене е негативна, а негативна е затоа што гледам дека македонскиот народ уште еднаш се подлажува дека постојат други опции за негова еманципација. ВМРО ДПМН е далеко од совршена опција. ВМРО ДПМН направи во време на Никола Груевски и во Сашо Мјалков огромни глупости во ова. А сега рече дека нели тогаш македонците се жосфрле. Па добро да, значи јас па се малце се контрадиктира. Остајме до крај да ти го докажам ова. Има одредени пропусти огромни, но кога ќе ставиме на кантар, кога ќе ги ставиме на кантар негативностите кои ги имаме од нив, во споредба со ова што го имаме сега како негативност, викам, барем тогаш имавме достоинство да бидеме македонци, барем тогаш имавме достоинство да бидеме рамноправни во нашата земја. Ова сега не е така. И сите овие редефинирања, таму толку проценти, овде толку проценти, значат дека утре ние како македонци, јас ако мене ме прашаш, знаеш што сакам? Јас сакам коалиција патриотска во однос на ставовите со Бугарија на сите политички субјекти македонски, вклучително и СДСМ. Еве мене ако ме прашаш тоа. Вклучително и овие што еве сега се на анкети левици, максовци, вакви такви. Ше е во ред. Па добро, вклучително и ДУИ, вклучително и БЕСА и така. Ама зошто бе? Зошто никој од нив наместо да посака да ја направи таа платформа, они сакаат само да цепнат од туги гласови. Зошто не излезе Максо и да рече ајде да направиме бе платформа да се обединиме, да го победиме Ковачевски заедно. Зошто не излезе Максо да го направи тоа? Затоа што тогаш ако го одбијат од ВМРО ДПМН, тие ќе излезат дека нели не сакаат да бидат ако цврсто и стабилно каже еве потпишувам, нема да има никакви измени. Не го гледам така, не гледам досега во неговата Не, ја гледам историски дека многу гласови, на пример еве, самото делување на оној со магнетните трамваи, како се викаше? Кој? Како се викаше бе? Со магнетни трамваи што ќе правиш у Скопје. Интегра. Минорна партија, минимален резултат 10.000 колку извади таму на ниво на цела држава, ама во Донтов моделски напратеник. Во Донтов модел доколку не постоеше Љупчо Ристовски, ама нема тоа бе, во политика нема тоа ако не постоеше. Па тоа сакам да ти кажам. Како се? Сега, ако не постоеше воопшто Љупчо Ристовски и Интегра, ние веројатно немаше да го видиме СДСМ на власт денес. Не, ама погрешна ти анализата. Ако не постоеше. Што е погрешно? Па значи СДСМ сега вели па. Ама не, СДСМ вели ако не постои ВМРО ние ќе идејата на СДСМ е да ги дисперзира опозицијските гласови во Македонија, што е можно повеќе. Тоа е идејата на СДСМ, тоа е стратегијата. Тие и ДУИ
да направат некаков резултат кој ќе биде што е можно поблизок на ВМРО ДПМН, а во исто време да ги дисперзираат, извини, само да докажам, да ги дисперзираат сите опозицијски гласови во Македонија на што е можно повеќе места за да пропаднат во Донтовиот модел и на крај да може за да може после постизборно и како поразени да може да прават калкулации, ај сега ќе влеземе со овој, ај ќе влеземе со оној, ај ќе купиме пратеници од ваму, ај ќе направиме ова. Тоа е единственото сценарио во кое СДСМ може да се надева на спас. И оваа анкета што ја гледам, ти викаш дека е позитивна, ја гледам дека не оди во таа насока, но што ако после кои се бе тие 5 пратеници на левица што ќе влезат, ги знаеш ти какви се? Од кај знаеш дека СДСМ не може да ги купи после? Ама некој така може да ти кажат луѓето за пратениците на ВМРО. Па не гледаме, еве 4 години не купија ни еден. Така може да ти кажат. 5 години од оние што беа нели уценети. Абе види, не сакам се да бидам дрвен адвокат на левица, меѓутоа дали досега на левици се отцепиле петина од пратеничка група некогаш? Има советници на левица кои се тргнаа. Советници на ВМРО се тргат постојано. Ама чекај се, значи не е така за левица има двајца пратеници, кохезија на двајца, они обстоиле. Чекај полека, дај да ги видиме. Досега се окей. Не може да им верувам. Не може да им верувам на луѓе што веќе дека 27 април се терористи, а сега се борат за нив. Не можам да верувам на такви луѓе, извини. Добро, не верувам. Не можам да верувам на некој што поддржал Преспански договор, додека јас сум јадел гумени куршуми, он поддржал Преспански договор. Тоа е Максим Димитриевски и сега он е некаков опозиционер. Не е. Значи не е, он е само незадоволен од пазарот со Зоран Заев. И тоа е тоа. И во било која геополитичка, политичка, внатрешна или надворешна, Максим Димитриевски ќе постапува исто. Исто ќе постапува. Добро, тоа е твој став. Јас според она што го гледам досега е опозиционер. Според начинот на кој што власта се однесува кон него е опозиционер. Според начинот на кој што функционира Совет на општина Куманово и како тој функционира е опозиционер. Според изјавите е опозиционер. Значи, како ти не може да укинеш плурализам и се знаеш кај ти е погрешна тебе анализата. Да не беше интегра, некој друг ќе пополнеше тој простор. Пазара или што? Излегуваш, граѓаните велат извини, значи анализата треба да тргне од тоа зошто еден таков човек зема толку гласови. Зошто интегра зема толку гласови? Тоа е анализата. А и не сега треба да биде анализата зошто левица отишло на 5% и овие така се слагам со тебе за тоа. Пошто гледам дека е супер анкетава. Избезумена е власта заради оваа анкета. Избезумени се. Они се избезумени. Комплетно. И ова е нешто што јас го чекав. Долго време го чекав. Ова е знак дека созрева гласачкото тело во Македонија и дека нештата ќе се наредат како што треба. Сега, дали најголем корисник, така можеме да кажеме, нова незадоволство ќе биде ВМРО ДПМН, еве ќе ти кажем да. Сигурно. Меѓутоа, сега се што треба ВМРО ДПМН е да води кампања, еве ја бесплатен совет ќе им дам. Се што треба да биде нивната кампања е дека единствено гласот даден за ВМРО ДПМН и го руши СДСМ. Ја мислам дека кампањата што треба ВМРО да е мојот став е поинаков, мислам дека нивниот начин треба да биде излезете, гласите на избори, гласите против власта. Толку. Со овие изборни калкулации кои досега сме ги гледали, стратегиите на СДСМ да се горат опозицијските гласови, во овој момент не ми даваат доверба. Ти кажам, ова го зборувам како етнички македонец. Еве, јас сум македонец. Да. Извини. Јас како македонец велам дека ова затоа што пред неколку месеци овде кога седевме и дефиниравме кој е опозиционер, а кој е дел од власта, за Арбен Таравари тврдевме дека е велелепен опозиционер, па сега гледаме кај е. Не добро, грешка. Затоа ти викам, не сакам да се повтори тоа, не сакам од вакви муабети дека Максим Димитриевски е некаков си опозиционер, да на крај да завршиме во еден обратен муабет, да речеме еве го предавникот иде таму, а и кучињата да си лаат, а карванот да си врви. Значи затоа што тука во ова студио ние зборувавме дека Арбен Таравари опозиционери ште.
гледај што преугостива, обединува македонци и албанци, прави правиш вака, прави... тоа. И кај заврши сето тоа? Е, добро да? И сето тоа заврши во СДСМ. Не сакам повторно да ја правам таа грешка и да ги залажувам луѓето и да ги залажувам луѓето дека некој е опозиционер или не. Ја ова ми е фрапантно. Значи, ова е тактика која што е тактика од корис на СДСМ. Во моментов работиш за СДСМ. Не, јас во моментот работам на македонците да им кажам која им е единствената опција со која тие се рамноправни граѓани на Македонија. По кои точки работиш за СДСМ? Ајде, кажи. Прва точка. Со поголема жар настапуваш против дефинирани опозиционери отколку против СДСМ. Како бе се поголема се кој са бајле јас? Не, па гледај кој жар го излучи. Гледај кој жар во тебе излегува. Затоа што сега страст. Не. И второ, инсистирањето на она македонци тоа му одговара на СДСМ. Што му одговара? Па таа подел. Обединувањето на македонското гласачко тело. Ти велиш македонци, што правиме со другите во Македонија? Очигледно тие другите во Македонија никојаш не гласале не е така. И не сакале не македонците некако да се етаблираат. Не си во право. Значи вака ја право да ти кажам. Не си во право. Да ти кажам. Не си во право. Вака, значи, сега да се разбереме. Кој тука работи, како работи за, никој не работи за СДС. Но, во однос на тоа, дали, јас пак би влегол во авантура да ги залажувам луѓето, како што ги залажувавме во однос на Таравари дека е опозиционер, за човек кој не го познаваш, човек кој не си го видел да се истакне во таа работа, и човек што може математика да направи, и ја ти кажувам, јас не му верувам на Максим Димитриевски, уште помалку му верувам на Димитар Апасиев. Добро, твој став. Сега мој став. Сега зошто не им верувам? Ти дадов примери за едниот за другиот. Да. Ти не ми ги поби примерите. Не ми поби дека Димитар Апасиев зборуваше дека 27 април се терористи. Не ми поби дека Максим Димитриевски беше поддржувач на уставните измени. Па не бега тој од тоа. Па дали бега тој од тоа. И покрај тоа што не бега, дефинирано, ги зема. Значи не бега. Ги зема. Ако не бега, зошто тогаш кога зборува, ако не бега, зошто тогаш кога зборува јавно го користи терминот Македонија? Па си објаснува се. Што си објаснува? Не сакам не. Поддржал, ако си поддржал другарче уставни измени, сега за тебе ќе биде Северна Македонија. Затоа што не пониживте сите. Па и ти во емисија не пониживте сите. Договор, така? Ти зошто ти не потребуваш Северна? Како? Па и ти викаш во емисија често дека не си имал голем проблем со Преспанскиот договор. Зошто не потребуваш Северна? Јас не гласав за Преспанскиот договор и јас бев против Преспанскиот договор која беше мојот став од денешна перспектива е друг. За разлика од мене, Максим Димитриевски гласаше на референдумот и Максим Димитриевски беше за Северна Македонија. И Максим Димитриевски сега треба да си го користи терминот Северна Македонија. За да се издвоиме кој за кого сме, не може некој што бил против Северна и некој кој ја поддржувал Северна со се што може сега денес да сме ние, ама не сега чекај и за мене е Македонија. Како е за тебе Македонија бе другарче кога ти поддржа да се смени името Македонија? Пак кажам. Како? Значи, не ја разбирам. Значи, нека си стојат достоинствено на тоа што се. Не го разбирам. Јас си стојам достоинствено на тоа што сум либерално ориентиран човек, македонец, кој се противи на уставните измени и смета дека создадоа огромна карамкаша во Македонија и кој се противи на измените на уставот. Во исто време поддржувам и геј бракови, што е поише на СДСМ, програм од НВМРД, да речеме, поддржувам, си има како личност сум комплексен. Така, сметам дека Преспанскиот договор, кога веќе е донесен, сега треба да се трудиме барем за внатрешна употреба, да го задржуваме што е можно повеќе Македонија. За жал сметам дека не може да го вратиме името, тоа е политичка реалност. Јас сметам дека може. Ама сега ти што сме, ја ти кажам, тука имаме различен став. Ама не, и сега како сега штом го кажеш ова се распаѓа сето останато пред. Зашто се распаѓа сето останато? Како ќе кажеш, ја мислам дека не може да го вратиме, што значи дека ја поддржуваш ова. Како? Што поддржуваш идејата? Не е на Заев идејата, на Заев идејата е да бидеме сегде кај што може Северна. Ја ти викам,
меѓународно ќе биде така за жал во догледно време, значи во наредната деценија, пример се може после ќе се смени, не викам не. Но ние треба да се трудиме внатре, што е можно повеќе, нашиот јазик, нашата историја, нашето име да го зачуваме внатре. Можеме да ги вратиме имињата на институциите внатре и можеме да го направиме тоа. Мимо Преспанскиот договор и нема да имаме проблем. Огромен. Нема да ни избркат од НАТО ако го направиме тоа. Суштината ми е таа. А суштината на овие што го лажат македонскиот народ. Прво сега, Максо ќе го враќа името Македонија. Максо што го смени, треба да му веруваме дека ќе го врати името Македонија и дека може да се врати. Нема, еве јас ќе ти кажам, ја ќе дозволиш дека сум малце повозрасен од тебе. Не, ти викам, тука во ова студио Арбен Таравари беше опозиционер, гледај го сега каде е. Ќе дозволиш дека сум малце повозрасен од тебе. Добро, дозволувам, слободно. Значи, јас видов како еден чудовичен режим во една наша соседна држава се одржуваше долго време на власт. Токму од причини што поголема страст има опозиционерите во некои внатрешни борби отколку во борба против режимот. Значи, Милошевиќ остана добри години на власт заради тоа што корогави увреќа беа опозиционерите, меѓу себе се гложеа наместо да се обединат против него. Јас, мојот став не е таков, ја мислам дека Не бе, ја им фрлам ракавица. тие детски играчки Ја им фрлам за мене ракавица. се детски играчки. Ја им фрлам еве ракавица. Ја не Ако гледам, на вистина добро. овие што ги споменуваме се вистински опозиционери, затоа што немаат реално шанса да го победат СДСМ сами, немаат. Ниту Максим Димитриевски, ниту Левица немаат шанса да го победат СДСМ по оваа анкета. 5% се заедно се 10%, ВМРО е дупло 1,5 пат поише од нив, пута 1,5 поише од нив, пута 2,5 се извинувам од нив е сам ВМРО ДПМН. Затоа што не можат да го поразат они сами Димитар Ковачевски таче и СДСМ, и ДУИ, и Али Ахмети, еве бе нека го поддржат ВМРО ДПМН. Значи, според мене може да го победи ова зло само обединет опозицијски глас. Обединет опозицијски глас значи обединет на сите, а не обединет на еден или во една колона. Значи гледаме кој е единствениот кој може да го порази СДСМ. Може да го порази обединетиот опозицијски глас. Може да го порази само ВМРО ДПМН. Може да го порази. Другиве може да земат гласови кои по Донтов модел ќе завршат во ветер. Тоа е реалната состојба. Добро. Тоа е реалната состојба. И ако што сакате уште еднаш да се прелажете, и ако сакате уште една власт на СДСМ и ДУИ во која ќе бидете странци во својата држава, слободно гласајте за Левица, слободно гласајте за Максим Димитриевски. Ако сакате тоа, ако сакате вашиот глас да биде фрлен во ветер, имате два политички субјекта кои може да ги поддржите без да бидете предавници во своите очи кои ќе гласаат за СДСМ. Тоа може да го направите многу едноставно, гласајте за Левица и гласајте за Максим Димитриевски, така ќе го одржате СДСМ на власт. Ќе му дадете уште една шанса, ќе му дадете уште еден обид. Тоа е мојата порака до гласачите на Република Македонија. Мојата порака е излезете, гласајте за опозицијата. Завршуваме тука и пробивме 1,5 сат. 27.3.2023 година Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.